Мина Аишитеру. Ова морав да го прочитам неколку пати да го научам, или Сите ве сакам, новата песна на Пеперминт, која што ќе имате можност и прилика да ја погледнете сега, а веднаш потоа со фронтменот повеќе за овој интересен подвиг. Minna Karittakainen ukkaissa näin. Minna orvo mushiteru, orvo minua sukinanoni. Orvo minna kashipaina wa orvo mushi. Minna tsumetai orvo wasabi shio. Oreno pistorude minua oreo utsu. Oreno subeteu minua ubaisaru. Minä ottasketemo orewa hitoimeni. Minä ottasketemo orewa storibochi. Minua misunonte oredakeka kavak. Orega yondemo minua shiranfuri. Minua hinata poko oredaketo shabori. Orega minna oshiageru. Minna oro shisumeru. Minä esteru. Minä esteru. Виновникот Горан Трифуновски Пајак или фронтманот на Пеперминт е нашиот гостин денеска. Добро утро, официјално добар ден, добро веќе. Добро утро, добро вечер, добро се, добро. Да, само да е добар денот пред нас. Да, Горан, интересен е подвигот, како дојде до овој подвиг, зошто јапонски и лесно ли се учи јапонскиот? Па не е тешко, како и секој друг јазик, јапонскиот си има некои своји финти таму да се разбере смисла там. Само интересно, а и јазикот помина што помина, туку баш покасно разбрав дека во Јапонија, например, не знаат што е тоа цинизам. Не знаат што е тоа сатира, например. Мислам, не некој од тие две беше, не знам. Добро, неверојатно е дека не постои, но како се вика кај нив? Не знаат значи, они едноставно не го употребуваат тоа како изразно средство. А какво употребуваат изразно средство? Па некој друг хумор, едноставно имаат некој друг хумор, нешто, не знам, а ова, затоа и кога го преведувавме, значи со помошта на господинот Казухиро Котецу, оперскиот јапонски пејач, ми објасни дека ова што
ти, вика, го пееш во песнава, ми зимаат пари на заем, никој не ми ги враќа и сето тоа. И тоа е еден вид, нели, како некоја работа која што е со дупло значење, значи како некој нешто што текстот има подтекст. И да, вика, они разбират, меѓутоа не можат цинизмот да го разберат и сатирата или како и да се вика тоа, нели што. Добро, зошто јапонски? Па едноставно ни се допадна Зошто изборот е јапонски? На целиот бенд ни се допадна јапонската култура и од секогаш сме биле фанови на јапонската култура и во ствари најголемата вистина е дека оваа работа на басистот наш му текна и еден ден рече зашто не направиме песна на јапонски? Викам супер. Супер идеја е одлична. Вие сте препознатливи по звучноста на рефрените и Мина Штеро, како и да звучи, или сите ги сакам, е повторно звучна и вело препознатливо за вас и заштитен знак ви се како ама ако девојката со точакот. Па обично се Сакам да кажам звучноста и без разлика во текот на денот чинам дека поради тоа што се вкоренети во скопскиот жаргон, дека многумина ве спомнуваат. Мило ми е ако е така, мило ми е ако мислам јас до сега до сите песни што сум ги направил за Пеперминт и други некои песни за некои други бендови, сум внимавал да пораката да остане да излезе нешто добро од тоа се. Значи исто како сега што е сите ги сакам или ама ако што е една песна која што пропагира простување, љубов, соживот, така и ова. А девојката со точакот? Девојката со точакот е исто така песна која што зборува за една љубов, која што е не секојдневна, да, ама иако девојката е таква како што е, љубовта сепак е голема, значи таква не зборуваме значи за манекенка некоја или за не знам фотомодел, меѓутоа ете. Само ќе ги замолам колегите додека зборуваме, ако може да ја слушаме девојката со точакот или да ја погледнеме, дали таквите звучни рефрени се клуч за успех или едноставно тие спонтано настануваат? Не знаете дека ќе биде нешто од таа песна или дека ќе доживее успех? Некои основни воделки и теркови за правење на хит постојат во светот, меѓутоа пак на крај, еве, колку да ги пратиш тие, може да се случи некоја песна ништо од неа да не испадне или обратно, некоја песна која што не сме се надевале дека ќе биде хит, да стане хит. И тоа звучноста, сепак за мене барем, јас секогаш ја почитувам и сакам да биде на прво место, значи зборот да остане пораката, да се повтори доволно пати за луѓето да почнат да си ја подпевнуваат сами и да им одзвонува во главата, така да, не знам, еве јас давам се од себе, се надевам дека е така. Јас споминувам девојката со точакот, ти не себично ќе кажем таа ми е омилена, знам често и да ја запеам, ама ја ако знам да си го искористам, нешто кога ќе се случи, ќе речам ама ако и продолжуваме понатаму. Што е ваш белег? Што го чувствувате како ваш белег, ваша препознатливост? Да не ги занемариме и другите, но наназад години имате плодна работа. Така. И што сметате дека ви ги отвори портите, ви даде еден печат, ве запозна? Па не знам се, тоа луѓето најдобро публиката може да кажем, а ние мислиме дека дека љубовта е тоа што не одбележува нас како бенд. Значи ние се бориме со секоја песна за љубов, без разлика каква е таа љубов, дали е љубов помеѓу пријатели, помеѓу роднини, помеѓу машко и женско, не е битно. Љубов кон животните не е битно. Не е важно. Љубовта, она што сакам да ве прашаме, навистина многу интересен подвиг, јапонски да отпеете песна и повторно таа да биде интересна и звучна, да ја доближите до нас. Дали планирате таков албум? Па да, планираме уште некоја Значи ова песна. ќе биде во низа? Ќе биде. Еве сега од септември планираме да направиме можеби старите песни од Пеперминт да почнеме со ред една по една. Да ги направиме на јапонски. Добре, интересен. Да, интересен избор. Да, почнувајќи со Амаако. Со Амаако, Да, така. пошто таа е предизвик, има многу текст
Така? Тоа треба некој да се вклопи во да зазвучи на јапонски да види. Горан, колку време го учевте јапонскиот? Па доста долго, ама да не беше, значи господинот Ушинешки го спомнам, Казухиро Котецу никогаш не можеше да направи, зашто тој се грижеше за изговорот, дали ми е точен акцентот, дали знаеш како секој стих го преслушуваше и ќе се јави и ќе напише овде овој збор не е вака, туку е вака. Подтекстот е друг ако кажеш вака. А исто интересно, женските, значи жените во Јапонија различно изговараат од мажите. И ми рече, вика, ако сакаш ова да биде точно кој што треба, не треба женско професор да имаш, него добро што еве јас се погодив. Да имаш професор маж. Да. Делувате многу сигурно додека ја пеете песната, значи добро сте научиле. И вие и бендот. Така што останува сега публиката да си ја пее Мина Шитеру. Дај Боже. Да, и да биде звучна како сите песни досега ваши, да остане така. Фала ти многу. Значи и господинот значи амбасадорот на јапонската амбасада. Добре. Исто така првото што го рече дека е зачуден и восхитен од изговорот и дека луѓето во Јапонија што ја слушаат песната дури не верувале дека се работи за човек од Македонија. Ова ветува добар албум, во изчекување да го видиме. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу за гостувањето и секој задоволство.